Именно 15 мај, меѓународниот ден на семејството, беше потик и можеби и за едно од нашите главни платформи јадра во Македонија, тоа е Сездојското село, да потикни тоа со секогаш фантастичниот великан во музиката Игор Атанасовски Гуру Харе, кој што често пати знае да биде можеби едно прибежиште за многу музички имиња кај нас, бидејќи често пати знаат да го споменат во интервјуата кај нас Гуру Харе како човек кој што ги прави тие релации и конекции, како кантавтор, како музичар, долги години го создава тоа и многу е важна таа релација да остане. За едно здраво, квалитетно, можеби урбано живење преку музиката, преку Сездојско село, супер ја поддржувате кампањата, така што Александра Ивановски, ќе потсетиме уште еднаш, дама која што е раководител на Центар за поддршка за згрижувачки семејства, и Игор Атанасовски Гуру Харе. Едно тандемско друштво. Добро утро велиме на сите. Насмевка, уште една музичка химна која што ќе кажам, како велиш ти, Гуру, зад камера, дека можеби некој инфантилно да ја свати така натаму во модерниот свет на живење, во модерниот свет на музиката, естетски. Јас мислам дека ова е најбав традиционален начин како може да се допре до кампањата. Нас нема да не спречи и понатаму да поклонуваме насмевката и да го почнуваме денот со насмевка, без разлика што и да се случува, секогаш помага и секогаш ги прави работите барем малку подобри. Се сеќаваш прво како ја ти да почнеме? Насмевка е доволно да го обезбедиме светот. И една добра реченица за тоа, крива линија што исправува многу нешта и веројатно тоа е нешто кое што многу пати се докажало така во животот или во секојдневието. Може ли оваа крива линија кратко малце само да ја слушнеме, да се потсетиме како вовет на ова што денес ќе го споменеме? Земјата престане да се врти во круг, ако југот стане север, а северот југ, дали јас и ти ќе бидеме пак еден за друг. Ако сонцето згасне и изгуби сјај, ако снегот сам се заве и падне во мај, времето не носи река без крај. Ако земјата престане да се врти во круг. Добро кажа Гуру Харе, одлично, не може да се одглумила. Колку таа рамна линија, како ќе се искри поинаку, сериозно не може да се одглуми се тоа. Јас верувам дека, како велиш во студиото на Мите Тралала, си поминавте едно убаво прекрасна вечер, прекрасно дружење и тоа се гледа токму, не е ништо флоскули тука не постојат. Сите се спонтани моменти. Спонтани бидејќи, како да кажам, музичари се во принцип чувствителни луѓе, се отповика веднаш, значи сите што ги поканив немаа ни миг двоумење околу тоа дали да земат учество во целиот проект и еве делото нека зборува од сега па натака. Александра, претпоставам дека сте вистински свесни со кого си имате работа. Човек кој што создава релации невидени. Свесни сме, благодарни. Вистина вака ни изненади песнава и внесе насмевки кај нас. Прв пат кога ја слушнав вчера морам да признам, беше некако тајновито све тоа, не изненади сите и баш не израдува. А вчерашниот ден помина во креирање на концепти за настани кои што следат наредна недела, да речем и до 1 јуни кога е денот на згрижувачки семејства. Па некако вака ни влесе насмевка и некако по-оптимистички некако ги гледав на работите. И мотивација за работа.
која што е потребна. Зборувавме и со Радмила за тоа колку е важно семејството и каков е всушност резултатот на тоа врз квалитетот на животот на децата и современите семејства или семејствата никогаш и денес. Може да позборуваме и за делот од вашата работа или онаму каде што сте раководител, а сето тоа се однесува на поддршка на згрижувачките семејства кои што апсолутно имаат една огромна улога ако го земаме предвид фактот на деца кои што за жал остануваат без родители. Малку повеќе во склоп на она кое што вие го работите или нешто што би требало би било соодветно да го споделиме на денешниот ден на семејството. Па да, јас доаѓам од Детско село, организација која што е 24 години присутна тука, особено во социјалната сферата каде што на почеток барем нема и толку насмевки, ама потоа како одат интервенциите ги гледаме се почесто. Семејството, градењето на семејство, јакнење на семејство е суштина на нашата работа, значи наша мисија, тоа е она што ние правиме, тоа е она за што постоиме тука, така да овој меѓународен ден е многу значаен за нас. И она што успеавме пред почетокот на гостување да го поразговараме со Игор, тоа е всушност делот на тоа дека семејството не е приватна работа. Знаете како на меѓународниот ден на семејството токму Обединетите нации кажуваат на државите дека тие се тие кои што треба да градат политики, семејно ориентирани политики, кои што ги поддржуваат семејствата во секој дел да си ја исполнат таа мисија која што имаат, а тоа е да изградат здрави личности, да ги научат децата на вистински вредности, да изградат здрав идентитет, да ги научат на вештини како да се справуваат со предизвици. И не се семејствата сами во тоа. Така да мислам дека едно е аспектот на тоа како ние треба да се градиме ја како родител во смисла на вештини и начини како да поминувам време со моето дете и да подарам насмевки и да ми подари насмевки, но ние не можеме тоа да го направиме како родители сами. Нам ни требаат семејно ориентирани политики кои што ќе првенствено дадат поддршка од аспект на сервиси, градинки, достапни училишта, како една превенција, поддршка и така натака, но исто така и баланс помеѓу работното и приватното време. Знаеме дека сме изложени на долги работи, долги часови, долги работниот ден, така да родителите доаѓаат дома се уморни и некако не се баш расположени. Тоа сакаме да го смениме, тоа сакаме да кажеме дека суштината е всушност да дадеме време на луѓето да ги направат вистинските конекции, затоа што тие пак се рецептот за успехот, можеби. Здраво општество, семејството. Колку години веќе, Александра, си во центарот? Во центарот го отворивме 3 години веќе работиме, во Детско село 18 години, така да многу ми е при срце целава работа што ја правиме тука и вистина верувајте дека она што е видливо и баш зборевме дали да кажеме статистика и бројки, секое едно е битно, така да мислам дека на овој меѓународен ден бројката може би не е едно семејство да се соочува со дисфункционалност, со криза, е вредно вака сите околу него да се екипираме и да даеме поддршка. Секој во својот домен, нели музикотерапија многу битна работа и баш мислам дека оваа песна кога ќе ја пуштаме и дури да не се некои настани вака клучни во секој девие од сабајлечки со игра, ќе направи некоја трансформација. Колку тебе лично сериозно те трансформираше можеби работата во центарот, а претпоставам дека денес сме многу лесно осудувачи на се и се што околу нас, да одма некакви проценки си даваме. Кај нас е национален спорт тоа. Да. Многу го кажа се тоа. Колку сега Александра и обезбеди една поинаква емотивна присутност. Велиш, родител сум, се обидувам да го дадам максимумот, меѓутоа верувам дека со емотивни траурни приказни кои што ги имате, лично и ти, си се поврзала поинако и ти обезбедила место поинако во светот да бидеш поемотивно присутна и да ги разбереш диверзитетите околу нас. Едно е да си експерт, професионалец, сите ние имаме свои слабости, како да кажам. Значи, не секогаш успевам и тоа е она што мислам дека е
многу важно и за мене како родител и за сите родители отворено да почнат да зборуваат за своите слабости. Она што го кажа Игор е токму тоа дека осудувачко општество сме. Јас не осудувам, тоа ми е вака една силна страна, затоа што работам со деца кои што се одвоени од своите семејства, а кога ќе се сместат во згрижувачки семејства, знаете како ние биолошкото семејство не го исклучуваме. Нас ни е целта всушност да, доколку има и мала шанса да тоа дете повторно се обедини со семејството, тоа го направиме. Родителите, колку и да се нашле во криза, колку и да сториле нешто кое што во моментот не е соодветно, не значи дека треба да се тргнат. И во нашите очи неприфатливо. Апсолутно не, ние сме полни со разбирање и емпатија и мислам дека кога во светот тоа би го имало повеќе, би биле некако и посреќни и понасмеани и така по... Многу ме смени работата во детско село и ме гради како личност, ама пред се мислам дека организацијата, тоа што го прави СОС детското село е толку автентично и толку вистински да еве големини како Игор не препознаваат и ни доаѓаат и вака не поддржуваат, па и вие како медиуми. Да. Со задоволство. Така да тоа ни е ветерот во грб. Да, и секогаш е потребен ветер во грб, а музиката е онаа која што ни ја полни душата, која што ни ја дава и насмевката и која што не расположува дури и во моментите кога сме тажни. Да. Тоа особено знаат да го чувствуваат децата и тие се толку искрени што на секоја музика реагираат можеби различно, со различни емоции, и истовремено тоа знаат и да го кажат и признаат. Дел од изјавата на Мијата во текот и на снимањето на оваа песна и спот е дека едно од дечињата и рекол дека највеќе сака песната Верувам во себе, токму незината. Нешто што алармира колку е важно на децата да им се даде една поддршка во смисла за тоа колку е суштински во животот да веруваат во себе и во своите соништа, нешто што може недостасува на овие дечиња од детското село. Зборувам од сопствените биолошки родители, ама може да им го даде било кој друг. Тоа го правите и вие преку музиката. Им недостасува на сите деца. Да. Значи не би ги двоел. Им недостасуваат вистински вредности со кои ќе се поврзат. Така што сите 10 пејачи кои учествуваат добија персонализирани пораки, дечињата со рака ги пишувале, секој едно си има различен идол, да наречам и пример, знаеш. И затоа е сето ова убаво да ги видат и нашите звезди во едно опуштено природно издание, сепак се тие само луѓе. Да. И да се поистоветат со нив, да се поистоветат со пораката на песната, бидејќи сме свесни во етерот има многу грди содржини, сакале или не келе да нели што промовираат некои други вредности. Да. Нема веќе рафинираност и традиција некоја во естетиката веќе во изразување на музиката. А ова за мене, јас сум направил многу песни, ако да е Господ ќе направам уште многу, и е посебна песна и ова го чувствувам не како јас да поклонив нешто, туку токму обратно, како да добив поклон, бидејќи еве имам прилика да направам нешто и она што сум го создал емотивно да се поврзе со многу души детски. Да допре до нив и тоа останува. Најголемиот комплимент и најголемата награда, затоа им кажав на сите вработени кои во меѓувреме ги запознав, прекрасни луѓе од детското село. Супер што ми давате комплименти, окей, убава е песната, убав е спотот, ве молам деновивот кој ќе ми ја пуштите, кажете ми искрено како реагираат. Сакам. Тоа ти е најголемиот подарок. Тоа е за мене, да. Многу ви благодарам. Ќе се видиме повторно, спомена Александра 1 јуни, така? Да. Тоа би било одличен повод за да го апострофираме темата на така што може повторно се сретнеме, си ветуваме вака јавно. Остани, нели, тоа што го правиш, знаеш дека Телма телевизија и ние и приватно и професионално те сакаме и те почитуваме тоа што го правиш. Ви благодарам. И вака да речеме сте докажале илјадници пати досега и нема причина зашто понатаму да е поразлично. Јас се чувствувам овде секојаш како дома, секојаш препознаен и се надевам дека ќе ви возвратам со уште многу убава музика. Александра, ти благодариме и тебе. Благодарам на поканата и се надевам ќе се видиме повторно. За скоро, еве како што кажавме, и на овој начин секако ние придонесуваме за поддршка на 15 мај, меѓународниот ден на семејството.